Како може свесно да се родителува, како да ги разбереме предизвиците, како да градиме доверба, како да користиме конкретни техники и најважно како секојдневно да го примениме она што го знаеме за да ги поддржуваме нашите деца, но и себе како родители. Верувам дека следниве прашања до нашата гостинка која што веќе ја најавив ќе ви донесат вредни идеи, мотивација и внатрешна сила да бидете уште подобри родители, уште посвесни избори. Јас ќе се упатам тука на моето место. Велам уште еднаш добро утро за Ана Салтирова Давидовски. Ќе имаме, верувам, инспиративен и убав разговор следниве минути. Се надевам. Ајде прво, Ана, што значи свесно родителство за вас? Како ја дефинирате таа улога денес со сите предизвици што ги носи современиот свет? Така. Може би денеска е уште поважно да правиме свесни избори, зашто динамиката на промената прави проблеми, а проблемите бараат решенија, а тоа бара да застанеме, да погледнеме како сме действувале и да постапиме поинаку, тоест свесното подразбира да го исклучиме автопилотот по кој што сме оперирали, по кој што оперирале генерациите што изминале, оперативниот систем што сме го научиле, усвоиле, тоест да застанеме, да погледнеме, да видиме што не поддржува денеска од тоа од минатото, а што е оно што треба да го развиеме, да пораснеме, како би можеле да бидеме подобар пример за нашите деца и да правиме свесни избори кои ќе ги носат таму каде што се упатиле. А динамиката на промената, како што спомнав, секоја промена прави проблем, секој проблем бара решение, а секое решение прави промена, која што прави проблем, која што бара решение, циклус како еден круг, како еден циклус. И сега прашањето е само кај ќе го движиме кругот, дали ќе го движиме нагоре, пак имаме развојни, убави, конструктивни проблеми кои што ќе нарастат како родители и ќе ги растат нашите деца за да влезат во светот на големите, или ќе имаме за жал деструктивни проблеми, дали како родители, дали како лоши примери кои што ќе им покажеме еден друг свет на децата, па ќе фатат и они по онаа спирала надолу за кого што никој не е. И прашањето е независно каде сме на скалата. Целта на свесноста родителство подразбира да се видиме каде сме и да речеме тоа е тоа. Од тука каде сакам да движам и да почнам да работам на себе. Не е целта да се мериме колку јас сум свесна во споредба со тебе, него целта е да се освестиме во насока на ослободување, не на осудување. Така да тоа е исто нешто што ценам дека е многу важно и со конференцијата и со мојата работа генерално, дали во светот на големите или во светот на родителите и децата, се обидувам да го покрием. Така. Кои се вака најчестите мислења или практики што можеби ги гледаш лично, а мислиш дека се пречка за свесно родителство? Нема да кажам во нашата земја, ќе земеме малку пошироко во ова општество во кое што живееме, бидејќи нашето општество не се разликува премногу и од тоа што се случува кај нашите соседи. Секаде каде што има луѓе, во основа имаме горе-доле слични проблеми, далеку се тоа од дека се нешто многу различни. Има нешто што е културолошки обоено, али тоа е многу помалку од тоа што сакаме да веруваме. Кога правиме муабет за кои се најголемите проблеми, веројатно најголемиот дел од проблемите е делот што сме притиснати или муабетот што јас ти го имавме малце на почетокот со базата на информации која што доаѓа до нас. И реално таа база на информации влегува во нас, а најчесто не се позитивно обоени, и ние од таа база на операција оперираме, тоест влегуваме во стрес, и од позиција во стрес се појавуваме во родителството, што сугерира немање чувство на време и новите предизвици како што се технологии, нашата веројатно недоволна едуцираност и неспремност да ги примеме во сопствениот живот, под А, и под Б да бидеме пример, модел и поддршка на децата во тој контекст. Така да и тоа се баш универзални проблеми, затоа што ја следам проблематиката и го следам личниот развој, не само на родителите, него генерално во контекст на живење исполнет живот, дали е тоа во родителската улога или во било која друга, истите се проблеми. Секаде е истиот проблем, а веројатно најголемата пречка е нашата, да не бидам груба, ама ќе бидам искрена, нашата самобендисаност дека знаеме. Дека се знае се. Затоа што промената, како што рековме, носи проблем, а проблемот не можеме да го адресираме ако е променет на ист начин како претходниот раб. Значи, делот на апче што лечи се не функционира. Така да секој проблем уствари е благослов кој што ни нуди сериозна можност, покана, рака за да ние пораснеме во делот или да го трупаме па да викаме не постои, али тој расте се до моментот дека стане. Зошто некои родители секојдневните проблеми ги гледаат како предизвици, ама кога станува збор за родителството не може така да ги гледаат проблемите, некако им се препуштаат?
Сигурно ми го свативте прашањето, нели? Апсолутно. И тоа е нормално заради тоа што ние не правиме планови во родителството. Значи, ние работниот ден ќе го испланираме, кариерата ќе испланираме. Како ќе се појавам пред сопственото дете, многу малку луѓе го планираат. Затоа го таргетирам истото и во клубот за родители, каде што луѓето што влегуваат почнуваат со забава за планирање. И има и планер за среќни родители, кој што во основа е поддршка на тоа да си го испланираме родителското патување. Како ќе се појавам пред моето дете? Во која сезона е моето дете? Мојот син сега влегува во пубертет, јас треба да си направам ревизија на сопственото родителување, за да го поддржам моето дете на местото каде што се наоѓа сега, а не да го окривам дека се однесува малку чудно. Не се однесува малку чудно. Он е во нов период, ако чекувам со истиот начин да ги усогласувам работите, нема да функционира. Тоа е едниот дел. И другиот дел, нешто што е многу важно е дека стварно треба да видиме каде го даваме најдоброто од нас. А најдоброто од нас го даваме оној момент кога ќе го испланираме. Кога ќе го испланираме, ќе видиме што знаеме, што не знаеме, што ни треба поддршка, што не ни треба поддршка. Порано беше цело село гледа дете, денеска се очекува од модерните родители да одат на работа, да ја следат кариерата, ги следат сите новини, да имаат безпрекорни деца, се да биде по дома средено. Очекувањата се прилично захтевни, а ние сме исто само луѓе. Така. Ја споменавте иницијативата Родители за родители и клубот за родители, па ете, што е најсилниот инструмент или техника што им се нуди на родителите за да се справат со стресот и притисоците? Пред да погледнат дека, например, ги спомнавме социјалните медиуми пред малку, таму го гледаме на полирано родителство, нели? Никој така е. Никој не покажува како изгледа кога е тешко. Никој не ги споделува работите што не боцкаат во кондурата. Така да она што е поддршка е да видиме дека сите сме на истиот пат и да видиме дека нормално е да е тешко. Тешко е затоа што не е важно, а се нови работи. Родителот се раѓа кога ќе се роди детето. Значи јас како мајка се родив во оној момент кога добив деца. Јас пред тоа не бев мајка. Така да и јас се учам, јас едностоп се зизам првите деца, јадни први деца, се учиме на нив. И јас сум прво дете и на мене се учеле. Нормално, после тоа, син ми некогаш знае, вака не правиш со мене, викам сине, сега знам подобро. И тоа е исто една важна работа и во клубот, и во иницијативата Родители за родители, ја се поддржиме дека сите родители си ги сакаат сопствените деца, сите родители прават најдобро што можат и што знаат, оној момент кога ќе знаат подобро, ќе прават подобро. Така да јас денеска не се тепам себе си, тоа е исто една поддршка, затоа што многу родители, според мене добар родител е родител што се прашува дали сум добар родител. Оние другите не се прашуваат. И тие имаат добра намера, и тие ги сакаат сопствените деца, и тоа е целта и на клубот на родители да освести, заштото што ние ги подготвуваме нашите деца за светот на големите. Сега, како што ја спомнавме промената, што е многу динамична, прашањето е дали јас сум подготвена за светот што доаѓа. Јас сум сигурна дека не сум, тоа што динамиката неверојатно голема и немаме ни предвидување како би се движеле работите во 5 години. Ако не сум подготвена, како можам да ги подготвам моите деца? Што значи дека јас континуирано треба да растам, да бидам моделот кој што они ќе го симнуваат, така да клубот за родители конкретно е поддршка во тој сегмент, каде што развиваме животни вештини и тоа се оние вештини како што се меките вештини, справување со стрес, справување со конфликти, емоционална интелигенција, како да преку методологијата НЛП, неуролингвистичко програмирање, коучинг пристапот, за да може да уживаат и да си играат во светот на големите кога ќе дојдат. А од друга страна, по иницијативата Родители за родители, таа од 2019, тука е целта секој родител кој што има некаква тип или трик кој што може да биде поддршка во родителувањето да го сподели. Авторството останува негово. На мојата веб страна може да ги видат досегашните пристигнати идеи и целта е кога имаме предизвик, да не речам проблем, да отвориме да видиме како го решаваат. Баш вчера бев на еден настан и баш споделија дека имаат близначење и мене секогаш ми било предизвик од типот на што правиме кога децата ќе тргнат вака. Значи мали деца. Поразлични. И не викам, не имаме стратегија. Викам, која е стратегијата? Договорени сме кога речеме заедно, сите да се собереме каде да сме и да клекнеме. Што е едноставна работа што може да биде голема поддршка или например тој еден тип од родител. Друг тип што беше споделен кој што е така исто многу едноставен, е конструктивен, а тоа е се договараме со детето оној момент кога ќе се загуби во продавница, дека се чекаме кај тетката на каса.
и детето знае што да прави и ние како родители знаеме што да правиме. Значи такви мали ситни континуирани подобрувања ќе ни дадат идеи. Кога ќе ги погледнеме тие идеи, ќе добиеме и ние идеи, а сите имаме по некој адут во ракавот кој што доколку го споделиме со другите родители, тоа знаење ќе расте и ќе се шири. Така да целта е да се поддржиме во размена на знаењето. Свесното родителство, верувам, подразбира и грешки. Добре дојдени се. На новите патишта не е можно да не правиме грешки. Родителите не го прифаќаат ако направат грешки, некако како и себе да се казнуваат ако некаде грешат. Апсолутно, и тоа е втората грешка. Заради тоа што оној момент кога ќе направиме грешка, први ворите да ги правиме грешките, ворите нашите грешки и децата да ги гледаат. Зашто што не треба да мислат дека луѓето кога ќе пораснат се безгрешни. Не се безгрешни, што они ќе пораснат и нема да имаат здрав одговор кон грешката. Оној момент кога ќе направиме грешка е само како ќе адресираме грешката и што ќе извлечеме како поука од неа и за нас и за децата. Да речеме, во мојата прва книга има дури што се вика благодарам, има на која грешка си благодарен. Зашто грешките, повторно кој што кажувам, се поклон од кој што можеме неверојатно многу да учиме. Идејата е не дека нема да има грешки, колку е динамиката побрза, колку е се поразлично, толку поише ќе правиме грешки и тие грешки реално ќе не доближуваат до патот, освен ако не одлучиме да стоиме и да гледаме во грешката. Така. Со какви активности и практични вежби ќе можат да се сретнат учесниците на конференцијата? Што ќе добијат како корисни чекори? Мене конференцијата Ептин ми е љубов. Таа почна 22 година, значи ова е 4-та година поред. Зошто ми е голема љубов? Заради тоа што го донесовме на нашиот македонски пазар Катерина Лјамова, која што е организатор на самата конференција од невладината ГРОУ, ги обедини сите луѓе од македонскиот пазар кои што работат во родителството од најразлични сегменти, дали се тоа психолози, дали се социјални работници, дали се како мене некои луѓе кои што работат во едукација и така натака, на едно место за македонските родители и за нас, професионалците, зашто од една страна јас имам две улоги, јас исто сум родител. Јас исто имам предизвици како што имаат сите други родители, независно што знам многу техники. Добрата работа и тоа што ќе го добијат исто и сите учесници на конференцијата е алатки, техники во своето ковчеџе. По оној момент кога ќе се појави проблем, предизвик со детето, ќе можат да извадат ова можам да пробам, ова можам да пробам, некогаш ништо нема да пробаме, ништо нема да работи уствари, но од друга страна и тоа е знаење кој што ни дава фидбек што уште треба да доучиме од една страна, а од друга страна ни дава поголемо чувство на контрола дека ние ја водиме приказната, не води приказната нас. Така да ќе има за сите по нешто. Ќе има од деца, значи помалецки, па си до тинеџери, работи што ќе се покриваат, ќе има како дури за нас родителите, што е модерното родителство, како да не ни истрпи енергијата, ќе има како да ги уклучиме бабите, дедовците, ќе има какво е ривалството помеѓу родителите, ќе има нешто и за ја и како да ни помогне во родителувањето. Дословно ќе има за сите се по нешто. Оваа година многу сме среќни што ќе се видиме и во живо. Значи првите 4 дена од 1 до 4 се онлайн, ќе има по 3 предавања секој ден, со што предавањата ќе одат во живо од 8 часот до 22 часот завршува, од 19-22 часот завршува, со што снимките остануваат за секогаш со родителот, тоест ќе може да се ги гледа во свое време кога и да посака. Што некако че 3 предавања, 4 дена, не имам таков луксус и тоа е исто факт со кој што се бориме ние родителите. И затоа што немаме време, многу е важно тоа време што го имаме да го организираме паметно, за да може да излечеме најмногу од истото. Така. При тоа има можности да се купат и конференциите од минатите години, што значи не само овие предавања што ќе се добијат тука, ќе се добијат и предавањата од минатите години и сето тоа е многу финансиски достапно за македонскиот пазар. Она што е новина оваа година е тоа дека ќе имаме и ден во живо. Тоа ќе биде на денот на Скопскиот маратон, значи на Визер, веднаш после Визер во хотел Мериот, каде што ќе се собераме и ќе имаме можност и да слушнеме предавања, и да имаме панел дискусии, и да се подружиме родителите, тоест да видиме дека не сме сами, дека има веќе доволно критична маса која што сака да расте во оваа функција. Што е клучна, произведува луѓе. Значи ова не е нешто што треба да биде оставено на така дефолт.
Ако од сето ова што го наброивме досега ве прашам, која е вашата најголема желба што луѓето може да си го однесат дома како промена, би било себично прашањето или? Па не, мислам дека сите би сакала да понесат инспирација од тоа дека имаме контрола, имаме многу повеќе работи што можеме да ги направиме, тоест да делуваме во духот на како може. Тоа е една од начините што јас лично ги преферирам и ги работам во кампањата што имам инициирано, тоа е личен избор во делот на како може, се може. Само прашањето е какви прашања ќе му поставиме на мозокот. Дали ќе размислувам и ќе гледам во затворената врата и ќе кажам зошто не, зошто мене ова ми се случува, зошто моето дете е вакво, зошто ја не знам како некој што знае или така натака, или ќе речам окей како може да го пресретнам моето дете, да уживам јас во оваа функција, зашто што тоа е енергетска размена. Ако јас не уживам во родителскиот процес, прашање е колку моите деца може да уживаат. И што им давам јас од мене на нив. И во последната минута од разговорот околу конференцијата, како може да се биде дел, да ги соопштиме тие детали? Значи, можат и ке мине на моите профили било каде да најдат линкови од конференцијата. Значи, мојата веб страна е anasaltirova.mk, при тоа таму има и доста слободни материјали на тема родителство, така да ги повикувам кој е заинтересиран да ги отвори, да ги види. Тука се линковите исто за тоа како да се купи картата или ако поедноставно е родителство.mk, исто ја има целата програма, има се што треба, значи и од кај мене може да се пристапи на истиот линк и од родителство.mk да се види што е она што се нуди детално, прецизно. И се надевам дека се гледаме на конференцијата да растеме заедно. Благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро и за сите овие детали, но и пријатниот разговор. Верувам корисен за родителите кои што утрово не следеа. Се надевам дека инспириравме некого. Благодарам Ваня на првата. И следното наше линковско вклучување е на тема родителство, што значи одговорно родителство. На оваа тема продолжува колешката Сузана Апостолова, која што веќе имаме на линковско вклучување од Скопје. Одиме со кратка музика, а веднаш потоа и со ова линковско вклучување.